Здраво, другарчиња. Ајде да се дружиме малку со Мравко. Првата приказна се вика Палетата на Мравко. Здраво! Јас сум Мравко и многу сакам да другарувам. Денеска ќе ви раскажам за моите соседи, малите глувчиња. Тие живеат во глувчешката куќа која има неколку простории. Секој ден си играм со нив, но морам нешто да ви признам. Имам голем проблем. Не умеам да ги препознавам. Затоа денеска донесов одлука. Ќе ги распознавам според боите. Како? Со помош на мојата волшебна палета со бои. Првото ќе го викам Тото. Тоа е најбрзото глувче и вешто се крие во првата просторија. Него и неговата просторија ќе ги обојам со црвена боја. Исто како црвено јаболко или црвена пиперка за ајвар. Следуваат овие две. Мислам дека се близначињата од втората просторија. Ќе ги викам Маци и Таци, а ним многу убаво ќе им стои жолтата боја. Нивната просторија ќе наликува на сончевите зраци или пак на сочните круши на дедо Трајче. Останаа уште 3 глувчиња, оние што се кријат во третата просторија. Ним ќе им ги дадам имињата Кали, Нали и Вали, а ќе ги обојам со сина боја. Тие ќе наликуваат на синото небо или пак на зрелите сливи од градината на баба Верче. Така, другарчиња, сега и вие ќе можете да ги препознаете моите соседи. Глувчињата, како? Па по 3 основни бои: црвена, жолта и сина. За крај, уште еден трик кој секогаш ми успева со помош на мојата уметничка палета. Дали знаете дека ако измешате 2 бои, може да добиете трета боја? Сега ќе ви покажам. Еве вака. Ако на палета измешаме жолта и сина боја, ќе добиеме зелена боја и едно од глувчињата може да го боиме зелено. Од палета на која имаме црвена и жолта боја, ако ги измешаме ќе добиеме портокалова боја. Сега може да имаме и портокалово глувче. А ако измешаме сина и црвена, тогаш ќе добиеме виолетова боја. Дали ви се допаѓа виолетовото глувче? Овие бои, зелената, портокаловата и виолетовата, се нарекуваат второстепени бои. Браво за вас, но браво и за мене. Ха-ха-ха! Автор Даниела Милошевска. Уредник Ксенија Трајчева. Довидување до следната авантура на Мравко.